Тричасовната средба меѓу организаторите на настани и вице-премиерот Битики заврши без договор. Представниците од ивент индустријата велат дека сепак протестите ќе ги стават во мирување додека не помине конкурсот од владата за покривање на 40 на настани од јавен интерес со домашни изведувачи. Нивниот првичен став беше дека помошта од околу 1 милион евра за организација на овие настани нема да биде неповратна помош, односно грант како што бараа, туку најобична исплата за сработеното. Посредбата со Битики сепак решија да почекаат уште малку. Конкурсот ќе биде објавен следната недела, а треба да се однесува на настани за одбележување на 30 години од независноста на Македонија во периодот од јуни до септември, а кои не ги опфаќаат официјалните државни настани кои владата преку посебна програма ќе ги организира за одбележување на 8 септември. Ќе почекаме да видиме како тоа се ќе изгледа, ќе почекаме да видиме дали на вистина е ова помош за нашата индустрија, а потоа ќе одлучиме што ќе правиме. Конечно, ние денеска сме тројца представници во владата, треба да се консултираме и со нашите членови и тогаш да одлучиме што ќе правиме. Од владата пак велат дека Битики сепак решил да прифати дел од барањата на организаторите на настани. Компаниите со поголеми загуби ќе добивале повеќе бодови при оценувањето. Еден подизведувач ќе можел максимално да се најде на 7 пријави за настани, ќе се плаќало авансно од 30 до 40% од вредноста на проектот, ќе се имало в предвид бројот на вработени во фирмите, а ќе можело да се аплицира и за спортски настани. Не било прифатено барањето за бодување според шифри на дејност. Владата ги информираше представниците на ИВАП дека не може да го прифати предлогот кој се однесува на создавање конкурентска предност на одредени компании со одредени шифри на дејност, односно вице-премиерот и националниот координатор остана на принципијалниот став на владата дека целта на овој јавен повик е да се даде можност за поддршка на сите компании кои организираат настани ако имаат загуби поради корона кризата, без да се фаворизира било која компанија и без да се исклучува било која компанија, затоа што не е праведно, ниту правично. Организаторите на настани неделава неколку пати протестираа по 3 часа дневно пред владата. Загубите им надминуваат 62%. Повеќе од една година не работат, па побараа неповратна помош. Незадоволни од големината и доцнењето на владините мерки за спас на стопанството, за следната недела се закажани повеќе масовни протести. На улица ќе излезат угостителите, работниците во туристичките агенции, туристичките водичи, организаторите на свадби и други револтирани граѓани.